Добре дојдовте во темата на неделата на Слободна Европа. Во следниве минути преку нашиот видеоизбор ви го презентираме и светот на Македонија. Неделавана тема гасоводот Турски тек. Турција сака да ја обезбеди не само својата енергетска безбедност, туку и да придонесе за безбедноста на Европа. Ова деновиве го изјави турскиот министер за Европска унија Волкан Боскар на состанокот во Будимпешта со шефовите на дипломатиите на Унгарија, Србија, Македонија и Грција. Турција е во преговори за два гасовода со кои сака својата стратегиска позиција да ја искористи во ривалството меѓу Брисел и Москва околу снабдувањето со газ. Соочена со критики од Европската унија, Русија во декември лани се откажа од гасоводот Јужен тек во вредност од 40 милиарди долари. Гасоводот требаше да минува под Црно море и преку Бугарија да пренесува над 63 милиарди кубни метри газ годишно до Европа. Сега руските надежи се закачени на Турција, односно изградба на гасовод, познат како Турски тек, со ист капацитет до своевиден центар на грчко-турската граница до крајот на 2016 година. Во тој своевиден дистрибутивен терминал би доаѓал и газ од Азербејџан, а не само од Русија. Имено пред известно време Турција и Азербејџан ја започна работата на гасоводот Танап во должина од 1850 километри, преку кој годишно би се пренесувале над 10 милиарди кубни метри газ. Овој гасовод ја има поддршката на Европската унија. Во исто време турски и руски представници интензивно преговараат околу условите за изградбата на Јужен тек. Со овие два гасовода Турција сега е во огромна стратегиска позиција во интензивирањето на ривалството меѓу Брисел и Москва околу снабдувањето со газ. Турски сон е да го претвори регионот на незината западна граница со Грција и Бугарија во центар за дистрибуција на газ со повеќе гасоводи преку кои ќе се снабдуваат европските консументи. Останува прашањето дали Турција има капацитет да го стори тоа. Експертите предупредуваат дека се неопходни неколку предуслови кои засега воопшто ги нема во Турција. Турција има предноста на незината локација и е обкружена со земји кои извезуваат газ, но има недостиг на силен меѓународен банкарски систем, солидно судство за решавање на нормалните трговски недоразбирања и доволно постројки за складирање на газот, вели Едвард Чоу од Центарот за стратегиски и меѓународни студии. Иако Русија и Турција се уште работат на финалниот договор за Јужен тек, самиот проект е знак на јакнењето на врските меѓу двете земји. Американскиот пратеник за енергија Ејмос Хохштајн деновиве побара од земјите на југоистокот на Европа да градат нови врски за снабдување со газ и да се фокусираат врз помали проекти со цел да ја намалат зависноста од Русија. Тешко ми е да сватам разликата меѓу турскиот тек и јужниот тек, освен во името и во малото отстранување од рутата, изјави тој. Според него регионот кој зависи главно од гасот од Русија се соочува со ризици, барајки, како што рече, лесни волшебни куршуми кои го одлекуваат вниманието од помалите проекти. Хохштајн смета дека Русија останува клучен играч во снабдувањето на Европа со газ, но оти се неопходни други извори и рути со цел да се зголеми енергетската безбедност. Поврзувањето меѓу Грција, Бугарија, Романија, Унгарија и Србија со така наречени двонасочни гасоводи е многу поевтино од ривалските мегапроекти и многу поосварливо, вели Хохштајн, додавајќи дека американски официјални представници веќе имале неколку средби и разговори со новите грчки власти за пловен терминал на течен природен газ во Солун, со што врската меѓу Грција и Бугарија нема да зависи од големите јужни проекти. Тој смета дека сличен таков терминал Хрватска би можело да изгради на островот Крк и оти тоа би требало да биде приоритет за Европа. Со поддршка од Европската унија тогаш е можна поголема заинтересираност на банките и на некои американски компании кои би сакале да инвестираат во таквите терминали, вели американскиот пратеник за енергија Ејмос Хохштајн. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Македонија беше заинтересирана и за јужниот тек, од кој се откажа Русија поради несогласувањата од Европската унија, но и за планираниот Турски тек, на кој сега Русија работи заедно со Турција. Јужниот требаше да оди преку Бугарија, додека турскиот до Грција. Токму врз фактот дека и Грција, како и Бугарија, се членки на Унијата, дел од домашните експерти го поставуваат прашањето што ако повторно има притисок од Брисел. Владимир Калински. Русија и Турција се повеќе ги интензивираат разговорите околу можната реализација на новиот голем гасоводен проект Турски тек. Во зависност од исходот на тие преговори ќе се знае и кои земји потоа би се вклучиле во проектот,
кој треба да го донесе рускиот газ преку Црното море и Турција до Централна Европа. Македонија е една од земјите кои имаат интерес за приклучување во проектот и во таа насока министерот за надворешни работи Никола Поповски имаше средба во Будимпешта со неговите колеги од Србија, Грција, Унгарија и Турција. Поповски по средбата истакна дека гасот е еден од најчистите и економски најисплатливи ресурси, но потенцираше дека за можната реализација е потребна инфраструктура и финансии кои државата ги нема, но значаен аспект е и тоа како ќе реагира Европската Унија. Поповски потенцираше дека земјите учеснички на министерската средба во Будимпешта го поздравиле присуството на представниците на Европската комисија. Од сите овие земји постои согласност дека имаме потреба од газ, дека во моментов не постои инфраструктура и дека ќе треба за било кој изводлив проект да се мобилизираат финансиски средства кои во моментов овие држави ги нема. И за да не се случи било какво изјаловување на било кој проект, постои добра волја и сме отворени за соработка со сите ни. Ова е конкретно во однос на Турски тек. Атанаско Тунески, кој е експерт за енергетика од Машинскиот факултет во Скопје, вели дека Македонија е енергетски зависна земја и поради тоа донесувањето на газ ке значи позитивен чекор и од економски и од еколошки аспект. Но вели дека Македонија и се уште далеку од реализација на таков проект. За да речеме проектот сериозно ќе почне, мора прво заедно согласно со сите земји, тоа веќе ќе речете направено вчера дека сете можеме да влеземе во тоа. Ама остануваат сите оние прашања кои што остана неодговорени уште од Јужниот тек. Значи, ќе треба да се одговори зашто мислиме дека Турскиот тек преку Грција, Македонија, Србија и Унгарија ќе профункционира. Јужниот тек преку Бугарија, Србија со крак до Македонија, Унгарија, Австрија, Хрватска, краци ќе не можеше да профункционира. Значи, ако таму веревме дека заради притисокот на Европската Унија или заради влијанието на Европската Унија врз Бугарија тоа се прекина, сега треба да се види дали можеби во даден момент во иднината истиот притисок нема да произведе ист ефект во однос на Грција. Значи и Грција како Бугарија се членки на Европската Унија. Гасификацијата би значила поевтина енергија за домакинствата и стопанството, вели Тунески, но посочува дека ако проектот биде реализиран, неминовно ќе биде зголемено политичкото и економско влијание на Русија. Интересот на Русија е двоен и економски, да го продаде ресурсот што го има по што е можно поголема цена, и политички да влијае на земјите низ кои тој гасовод врви. Значи во сите овие глобални политики јасно вика интерес на Русија што повеќе да продре, ево во случајов преку Грција, Македонија, Србија и Унгарија, или пак преку Грција и Италија да продре во овој дел од Европа. И тоа беше се во овој видеоизбор, во кој ви го презентираме светот на Македонија. Следете не повторно на slobodnaevropa.mk и во наредната недела.